Добре дојдовте во Македонија еден тим. Довеќе добро знаете, во понеделникот тргна караванот Тим Македонија, а со тоа тргна и ова наше дружење. Благодарение на емисијата Македонија еден тим и вие патувате со нас. Веќе добро знаете и дека официјалниот старт на кампањата беше вчера. Па ајде за почеток да видиме кои се јавните личности кои јавно му дадоа поддршка на претседателот Иванов. Еве ги одговорите на прашањето зошто го поддржувате Ѓорги Иванов. 20 години занимавање со театар, мене ми се случи само еднаш претседател на Република Македонија да изрази желба да се види со актерите после представата, дојде на представата, не ни приметивме дека е во публика, не на напна нели обезбедувањето. Човекот после представата помина низ гардеробите да ни честита и да се заблагодари на убавата представа, што, ќе повторам, прв пат за 20 години ми се случи. Тоа е една од причините зошто Ѓорги Иванов, човечката, а другите причини се она што го има одработено веќе зад себе, вистински државник, вистински командант на вооружените сили на Република Македонија, вистински бранител на народот, на името Македонија и на земјата. Ѓорги Иванов повторно ќе биде избран за претседател на Република Македонија. Не е затоа што тој толку сака да биде претседател на Република Македонија, ниту пак затоа што јас велам дека треба да биде претседател на Република Македонија. Тој ќе биде повторно избран за претседател на Република Македонија затоа што е тоа добро за Македонија и затоа што граѓаните на Македонија тоа го знаат и повторно ќе гласаат за него. Председателот Ѓорги Иванов во рамките на својата служба многу добро ја представуваше својата земја надвор од границите. Ова е и оценката на многумина интелектуалци, политичари и аналитичари кои ја дадоа највисоката оценка за неговата меѓународна политика. Во наредните неколку минути ви представуваме една негова посета на странска земја. Станува збор за Канада. Канада останува на својот принципиран став да го употребува уставното име на Република Македонија. На денешните средби на претседателот Иванов со претседателите на Долниот дом и на Сенатот на Канадскиот парламент, тие се интересирале за процесот што се води во Обединетите нации во однос на проблемот со Грција за името. Исто така се разговарало и за економски теми. Шефот на државата во контекст на проблемот со Грција ја нагласил конструктивноста на Македонија. Го рекол на претседателот на Долниот дом на парламентот Ендрю Шир дека е задоволен од зголемената динамика на процесот што го води медијаторот Нимиц. Во разговорот со претседателот на Сенатот на Канада, Ноел Кинсела, шефот на државата го отворил прашањето за либерализација на канадскиот визен режим за македонските граѓани и за таа цел да се унапреди договорната правна рамка меѓу државите. На двете средби била истакната значајната улога на македонската иселеничка заедница во Канада како врска меѓу двете земји што и натаму треба да се одржува и зацврстува. Станало збори за подобрување на билатералната економска соработка, а Иванов се интересирал за зголемување на директните канадски инвестиции во Македонија. Шефот на македонската држава ќе го памети престојот овде и по тоа што доби специјален меч со посвета. Му ја подари канадската свечена регимента на воените сили. Работната посета на претседателот Иванов на Канада завршува утре, кога тој ќе предаде донација од 130 тома македонска книжевност на Универзитетот Калфа. Јас сум Ламбе Алабаковски и јас сум дел од тимот Македонија. Јас сум Рубен Смуратовски и јас сум дел од тимот Македонија. На митингот во Охрид за прв пат се изведе и песната која ќе биде официјална химна на оваа кампања и на тимот Македонија. Во наредните неколку минути вие слушнете, а јас се одјавувам тука. Гледајте ни и утре. Правиме нешто да трае, ние правиме нешто да остане. Со големи чекори од